Значи, овдека конкретно, кога се работи за оваа точка, можеме евидентно да видиме што значат лоши одлуки или неносење или носење на погрешни договори од страна на совет и градоначалник. Значи, конкретно со Лимак, пат кај што се стопанисува, тоа е Лимак, со ова чудо, наплаќа, дава 2 часа бесплатно да се паркирате, а потоа ве присилува да имате сметка на 400 денари, за да може да останете паркирани. Мислам дека конкретно кога беше комисиската расправа, мисля дека е 24 часа, не е ограничувањето било на 9 часа. Тоа значи дека по иницијална моја проценка беше 20 денари од час би дошло, всушност е 40. Ако земеме дека таму има околу 1890, мислам дека има паркинг места, тоа значи дека генерира приход, еве да речеме дека 30% е по годината фул, тоа би дошло околу 3 милиони евра годишно. И сега, ако ова чудо си помине, го изгласаме, 10% ќе влегуваат од тоа на име данок во град Скопје. Некоја пара ќе види. Арно, ама, главното прашање е зошто воопшто се дало користење такво. Постоеле други можности, постоела друга можност за формулација на цело ова, па јопа градски паркинзи да стопанисува со таквиот простор, затоа што тука фактички поминува нели сообраќајница долу, и е пропуштена феноменална шанса за градот да генерира пари на долг рок. Што да видиме реално. Еден убав ден ќе престане градежната експанзија во Скопје, значи Скопје нема да стане Шангај во догледно време, нити па ќе привлечеме 20 милиони да живеат у Скопје и до недоглед да го шириме. Ќе секнат главните средства кои што во случајот се комуналиите и една од добрите политики е токму за генерирање на средства се паркинзите. Во случајот само сакам да потенцирам дека овдека е пропуштена златна шанса, во случајот ќе се изгласа, знам дека ќе се изгласа точка, ќе добие градот некои пари, ама тоа ќе биде само 10% од тоа што можел да ги добие. Тоа е тоа. Благодарам.